Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Емисијата е всушност продолжување на темата која е и тоа како актуелна од вчера, но од еден поинаков аспект. Станува збор за дискусија која би требала, барем колку е можно поблиску да ги утврди околностите под кои се случи итното прво собирање, заседавање, а потоа и одлуката за преместување од ефективен затворски притвор во домашен, односно куќен притвор на осомничениот Груби, поранешен прв заменик премиер и министер, а по 14 месеци бегство од правдата. Обвинителството и денеска повторува дека поблагата мерка е дадена затоа што помеѓу другото се пријавил, сам се вратил, иако пак во исто време имаме пак и тврдење од ВМРО ДПМН, тоест пофалба до владините институции, што си ја завршиле работата и го довеле Груби пред лицето на правдата. Од она што видовме, тој сам дојде, тие само го довеле. И тоа пак максимално потоа околу на комбе 5, 6, 7, колку десетици униформирани лица го придружуваат, а при тоа пак аргументацијата токму на обвинителството е дека како резултат на проценки на Агенцијата за национална безбедност МВР бил небезбеден, не можело да му се обезбеди безбедноста. Но, како резултат пак на сето ова, односно на ваквата одлука и на ова соопштение, не само што имаме реакции од јавноста и од оној политички судир на партиите, туку имаме и реакции од министрите. Така да речеме, министерот за правда Филков утринава свика пресконференција на која изразува сомневање во тие проценки на АНБ и МВР. Иако пак во исто време од обвинителството велат дека институцијата како самостоен орган самостојно одлучила. А потоа пак во консултација со овие две. Велам, сето тоа изгледа некако му е нејасно и на министерот за правда Филков, па вели дека побарал и објаснување. Но и всушност го повика и Судскиот совет и Советот на јавни обвинители итно да свикаат седница, да утврдат дали има одговорност за овој случај кај судијата и кај јавниот обвинител, а кажа и дека лично ќе се уверил зошто во затворот Скопје, во Шутка, притворени ќе понебезбеден, а дома би бил побезбеден. И вели, недозволиво е да се тврди дека не може да се гарантира безбедност на притворено лице и тоа да стане аргумент за поблага мерка. Она што го дискутиравме, впрочем, и ние спонтано до заклучокот до кој дојдовме, каква е состојбата тогаш со институцијата и што е за другите. Од тука доаѓаме и до темата всушност. Продолжувам со цитатот, вели министерот, како министер дополнително ќе побарам да се изврши вонреден надзор во затвор Скопје, како и во останатите затвори низ Македонија во однос на безбедносната состојба. А по однос, значи, токму на темата доаѓаме сега до она што исто така министерот го подвлекува како завршна констатација, тоа е дека смета кога станува збор за истрага за проневера од над 8 милиони евра, кога постои ризик од бегство, што и да се случи, секоја одлука за поблага мерка мора да биде кристално јасна и правно неоспорлива. Во спротивно, вели, се отвора сериозен сомнеж за селективност, ова е тоа, дали имаме селективност, и вели, не може за обичен граѓанин притворот да биде автоматизам, а за поранешни високи функционери да биде исклучок. Не може безбедносни индиции да станат поважни од принципот на еднаквост за сите пред законите. Ако постои закана, државата има механизми да обезбеди безбедност и во рамки на притворскиот систем. А ако обичен граѓанин може да остане во притвор за далеку помали износи и без претходно бегство, тогаш истите стандарди можат да важат
за сите. Па дали важат за сите? Тоа е дали се применуваат истите стандарди, принципот на еднаквост на сите пред законот, или напротив, селективно се применува во случајот, токму ете тоа и го таа дилема ја има и министерот и на која ќе бара одговори, или влијанието на моќниците всушност овозможува да има привилегирани. Односно, моќниците, а тоа треба да утврдиме кои, сега е тоа уште понејасно, затоа што сега партиите меѓусебно се надаваат кој каде колку е вмешан. И кога ќе видите секој обвинува по неколкумина од другата партија, излегува или дека се сите вмешани, или дека никој не е вмешан. А велам, ако се сите, да, затоа што резултатите го покажуваат. Начинот на ова, ако утврдиме дека не се применува принципот на еднаквост, тогаш кои се тие влијанија, кои се тие моќници кои всушност ги менуваат тековите на одлуките, тоест наметнуваат своји. Односно, што се применува, што важи, има ли селективност? Да, осомничениот е сега таму каде што му е определено да биде. Во суштина, осомничениот не е проблем, не е предмет на оваа тема. Тоа е понатаму на истрагата да види, да докаже или не, има ли вина или нема. Но тој е во домашен притвор не затоа што избегал таму, затоа што законски му го определиле. Значи, таму е каде што му рекле да биде. Да му рекле да остане таму, да ја заклучиле бравата, би седел таму. Значи, прашањето не е до осомничениот. Туку се отвора прашањето, а дали му рекле и да дојде вчера? Затоа велам, тоа е таму каде што му кажале да биде. Дали му кажале да биде и вчера во 6:10 наутро на граничниот премин, како што му кажале сега да седи дома. И дали е тоа токму по принцип на еднаквост на сите пред законите. Значи, токму тоа е прашањето дали има влијание на моќници во приведување на некои очигледно привилегирани и координација тогаш и за бегството, и за враќањето, и за... Ако е така, тогаш е се поврзано. Во секој случај, ете, тој е аспектот на оваа тема, не е осомничениот, тоа дополнително, велам, треба да се види, колку всушност принципот кој се применува, и тоа повторно, ете, како што наведува и министерот Филков, оние обични граѓани, или да речеме адвокатот Владимир Туфекџич, кој велиете дали важи законот подеднакво и за големиот политичар во бегство и за обичниот смртник, кој да сака нема каде да бега. Па не може ни да избега за после да му го сметаат за олеснително тоа што се вратил. А и при тоа да го припишат како успех, како го фатиле. Така да на тоа укажува и Туфекџич, вели праведен ред подразбира јавен обвинител кој нема да прави разлика помеѓу политички моќници и граѓани без влијанија. 60-91-924-925, повелете, кој ни е прв? Добар ден. Да, повелете, добар ден. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Ало. Добар ден, повелете. Поштовање, господин Исто така и вие бидете поздравени. Поздрав до тебе, до цела екипа. Благодарам, Вака сега. Повелете. Кажано, преказано во овие емисии, јас мислам најголем кривец е Јосип Броз Тито, што ни даде држава во тие 35 години некои што ја плюкаат и станови се направи, и одмори, и плати, и све. Сега, после најголеми виновници до ова дереđe што дојдовне, Бранко и Лупчо, тие се кара, ти пиеш вика алкохол, ти пиеш виски, ти пиеш дрога, преку тие фирмите што ги затворија, преку фирмата на Лупчо благовештение на Снежана. После идеме поред 2001 година братучедите да дојдат на власт, тие терористи што го тепаа македонскиот народ 2001 година, што ги седнаа неписмени со 3 грама школо, колку јас што имам, и да командуваат државата. Ете, тие си виновници. Ние џабе анализа да даваме, господин Изо, све е џабе. Но ова македонце, како
лепи со песната Скопје на здраве, ја ќе речем Македонија на здраве нека ни е. Биди ми поздравен, све најдобро. Благодарам, ве поздравувам и јас. Сега дали треба и дали тоа исправно да и дали можеме нешто да смениме и ако утврдиме дали се виновни сега Тито, Бранко, Братучети и останати за оваа состојба каква имаме денеска воопшто и за ова за што дискутираме. Исто како да дискутираме и односно да го поставиме прашањето дали е заслужен Хитлер за ова со законот за пушење. Каква врска има? Па токму ова што е актуелно со законот за забрана за пушење, најдов податок дека Хитлер практично прв вовел рестрикција, ограничување, забрана на пушењето. Од таму и почнува да речеме тоа, или барем се појавило тогаш. Во смисла на општество и така натаму. Сега, значи, ајде релацијата, тој ли е заслужен за тоа? Нема врска, јасно, ако Хитлер вовел, или некој пред него. Така и ова, значи, за состојбите. Некој влијание може би има, но сега за одлуката вчерашна и така натаму, виновен е Тито или Братучедите, па не сум баш сигурен. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, се слушаме, да. Сега Исо, вака ја се зборувам. Да, повелете. Значи, под хитно, тујски тебе одма да го депортират во Македонија и се знае кај му е место и немој на груби. А тие судиите што го судат сега овој груби што е, тие треба да се уидризу односно во шутка, обвинителот и судиите. После и да поставите тема некој ден, становите у општина Центар и кај Holiday Inn и кај Континентал, како алба се купувале во Скопје. Значи и тие што се инвеститорите, под хитно треба кривични пријави и да ја уасат. Значи не може овие функционерите, судии, по 5 стана да имат по 10, а наталитет не ја мени, а му дават дозволи да прават згради во Скопје. Значи таква тема да поставите и под хитно кривични пријави и да ја уасат тие инвеститори. Кажат тие еден од Скопје, што е родом Скопје и трусто подраче, не тој може да паре некој земјотрес. Още поголем проблем, че имаме откоченик што стана таа ситуација. Значи, како алба се купувале во Скопје, во центарот на Скопје становите, таква тема да поставите. После и за наталитетот и за потекото на имотот. Ние имаме проблем со наталитет и после тие еден закон за оние кучиња. На кучиња, ако му треба Европа, нек си правят там стационари. После овој министр, овој што е гласаван на Скопје, кажа че правил плажи. Па Скопје се тоа е излет од цела Македонија. Кој се бања тоа се тоа гора во река Вардарбе? Значи, под хитно ова да го поставите за градежната мафија. Ви благодарам, поздрав. Добар ден, повелете. Исо, добар ден. Да, добар ден. Ова што ни се слушуваат нас, то се Се слушаме? Се слушаме ли? Се чини дека се прекина, ако е така, обидете се повторно и навистина ми е жал да видиме и слушнеме кој ни е следниот. Ало. Да слушнеме, да. Повелете, добар ден, вие сте. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Господине Исо, голем поздрав до вас. И исто така, Вака, стално ве повелете. слушам, ама тешко ве добивам сега, од Сабајле ве слушам, да ти кажем, за пуно работи. Значи, овие, стварно, некој убаво каже, некој сведно, исто Леваткова, Дарци толку убаво кажуе, ако го нападат свака му час, а одеше Исо, добро е водиш емисијата, и све каже на брзина, лавде му. Вака да ти кажем, више не смо сигурни, нели, еднаквост пред закон, влијание на моќниците. Па тој се види од почетокот, се почна како почна приватизацијата. Сите тие што викаше една господја, учена жена, вика тие, вика што требаше Господ да не ги отвори очите, он не ги затвори, вика. А на оние, вика, што требаше да не ги затвори, он ги отвори. Значи, толку се лоши работи направија, поготово со тај приватизација, со тие фирми, што народот ги ставија на улица, не знаат како да се снајдат. Они во почетокот, знаеш, сите беа млади, мислеше дека ќе помине, тој ќе се пази, фабрики ќе се отворат, оден пут, све се затвори, народот остана се на улица, гледам ги,
Сите плачат, сите кукат, не може да се вратат во селата се више запустени, нема никој. Значи, господине, многу иде лошо, но дај Боже, овие моќниците малко арно спијат, ја не знам, на вечер ми така чудно. Нели ги гриже совест, еве народот, сите се јавуваме во овие емисии, колку патат, колку плачат, колку се жалат, што вика една гласале сте ги, па гласале смо ги за добро, не смо ги гласале за лошо. Не знам, малку треба да се удрат у глава, стварно не иде на добро. Малци да се освестат, да почне оваа наша златна Македонија да појде напред и да убави работи да слушаме. Бидиме жив и здрав и поздрав до сите и се наубаво во 24. Поздрав. Благодарам, поздрави. До вас повелете. Добар ден. Па точно е тоа, да се удриме во глава почитуван водителу. Диме, добар ден. Да, добар ден, повелете. Затоа што ние гласавме. Ние имаме, прашање е дали имаме Македонија. Не почитуван водител. Нашата Македонија се вика проклетие. Почитуван водител има една математичка размера, еден во географијата, тоа картите се. Еден, ние колку сме, 1.600.000, еден према 1.600.000. Тоа ставено на карта, нашата татковина географски никаде ја нема. Разбирате во размерата. А тоа е еден во природна големина е чизмата. Почитан водител, сето ова што се случува во нашава напатена и небидена Македонија е се од него. Суди, поротници, обвинители, заменици, како? Што направи? Се по негов диктат. Сега слушате еден друг абсурд. Дека Груби му бил загрозен животот во шутка, потврдуваат и брадестиот полицаец и овој на Ана, фалсификаторот со дипломи, со сертификати. Они тоа го потврдува. Значи, пазите, с ким си, такав си. Значи, потврда невидено. И сега што ние понатаму очекуваме да има завршница за кочани, очекуваме да има завршница за ова марихуанава, очекуваме да има завршница за дивите градби во чај. Не. Ништо, почитуван водителу, отидовме јабана. Како вашето семејство, така и моето семејство. Целосно. Да, благодарам, поздрав до вас. Ете, велите да се удриме во глава. Но партиите сега меѓусебно удираат по многу глави меѓу себе. И навистина, ете, потоа може би е тоа одговор зошто толку облажувалници, кладилници. Па имаме толку, значи, причини за облажување, кој е, што е и така натаму. Дилемата е кој е тука сега. Ако е, односно ако не е примена на принцип за сите, еднаквост, професионално и така натаму, нема недопирливи и слично. Туку ова другото, кои се тие што ги прават влијанијата? И тоа успешно. И сега во таа смисла да се удираме по глава. ВМРО-ДПМН удира по главата на Заев, Филипче, Спасовски, Зечевич. Тие се според ВМРО-ДПМН ортаци по криминал на Груби. И го прават сето ова. И тоа е нивното, тоа е, ти го дискутиравме денеска, слушнавме и ваши размислувања, ека тоа се тие инсталации од шарената револуција и така натаму. Иако јас тоа револуција не ми она што беше далеко од револуција, но шарена да, уште ги гледаме тие шаренила. А при тоа пак, ако се тие, во повеќе наврати, но еве пред повеќе од година дена, 6.2, премиерот најавуваше исто така удар во чело, жесток удар во чело, не знам дали чело со чело или како мислел, но удар со кој ќе го нокаутира. Ќе ги нокаутира тие инсталации. А како тогаш тие уште сега посилни од колку кога и да е? Тоа е повеќе од една година. 6.2, велам 25, а со еден одсечен жесток удар во чело и така натаму, ајде да не ги вадам сега тие цитати. Затоа велам сега, не се знае кој е каде е, а влијанија, ако има и ако се инсталации, чии се?
Особено сега, велам, кога токму партиите си надаваат, се обложуваат. Добро, одлично би заработиле сега да идат на уплата, да има тикети да уплатуваат. И велам, значи, вреди пак удира по главата на Ахмети. Како што велат под наводници, чекаат да падне главата на Ахмети. СДСМ пак ги прозива, затоа што, еве, и вие споменавте, па затоа реков, еве ги сите тука. Ако ги извадиме коментарите на партиите. СДСМ ги прозива Тошковски и Христовски. Значи, има ВР и АНБ токму. Како нарачатели на домашниот притвор. И Игор Филков, министерот, ете, прочитав дека ќе побара објаснување, као тоа му е тука токму спорен момент, односно се сомнева во проценките на АНБ и на МВР и лично бара да се увери, ќе бара да се увери. Левица пак го прозива ВД државниот обвинител Тополова и Сајловска, која е во моментот, значи, кога ова се дава. Значи, може би е немоќна, не е мокник, довде влијание на мокник, односно има многу посилни мокници кои ова го тераат наспроти неа, мимо неа. Или е таа мокникот, човек не знае веќе ништо, а во секој случај е фаворит на ВМРО ДПМН за нов регуларен републички јавен обвинител. И ајде сега да му го најдеме крајот, по чија глава е и која глава е тука, и кој е мокникот. Или нема мокники, туку си е се, значи, принцип еднаквост пред сите и едноставно тие безбедносни проценки, односно во најлош случај условите во истражниот затвор се катастрофални, не можеле да гарантираат безбедност и морале да го тргнат, но затоа еве да се позанимаваме со тоа да се средат тие услови, а другото се сие во ред по принцип на еднаквост за сите пред законот. И сите овде меѓу себе кои се посочуваат, никој од нив нема врска. Или сите имале врска во некој период или етапа, некој и сега. Повелете, добар ден. Добар ден и сум. Ајде, поздрав, добар ден, повелете. Да. Па ајде вака да почекаме да се комплетира тој јавното обвинителство, па да видиме како ќе се наредат работите, затоа што гледаш дека има од една страна еуфорија, кај некој што е Артан Груби тука, од друга страна па имаме мозоци што уште треба да заминат во Америка за да се испитат. Ево го слушаш овој пред малце што се јави. Наместо да се радват, затоа што тој Артан Груби е човекот што ја кошта СДСМ за власт, изгубена власт, и кој знае кога ќе се вратат пак, затоа што се растурена партија, а исто и Дуи. И сега наместо да се радват, тој што воопшто е тука. Па од вчера политички договори, па не знам што, па сега зошто не е во притвор, него е во домашен притвор. Што има врска? Да почекаме, ме што ќе кажи. И во домашниот притвор, тој нема да избега сега што му се врати. Тој се врати со некоја цел. Да ја видиме целта. Па никако не можеме да ја сватиме кај овие луѓе. Значи, овој човек е вториот што му е нанесе најголемата навреда, најголемото понижување после Боки 13-ка, кога со круната врвеше сите му бацваја рака на Боки. И сега овие се плашат од него сега. Сега што е проблемот, што се врат наместо се радват да му се осветат за сите работи лоши што му ги направи на СДСМ дури беа на власт, затоа што стварно и не беа на власт. Тие сега зошто е таму, зошто е ваму. Ајде да видиме, да почекаме, да видиме што ќе кажи човеков. Може има многу работи да кажи, од кој што ќе види криво што не го убиле таму што кај што бил. Тоа е поентата. Сега ние сме се чупнале по глата, не знаме ке терпа. Не знаеме од кого сменивте името, дека сите овие лоши работи му се случуваат нова држава. И ќе видиме, ќе кажи како избега, зошто избега, со кој работеше, со кој крадеше, Благодарам, да, но има и тоа смисла да каже многу работи за мокници, кои во тој случај, да речеме, може би хипотетски би биле подготвени и да го загрозат неговиот живот, за да не бидат загрозени тие. Но ако е така, повторно, тогаш треба да се прашаме за моментот дали тие мокници се посилни од системот, од институциите, од таа затворска управа и слично, и дека, мислам, сепак може да е реален податокот дека не може да му гарантираат безбедност.
Значи, институција која е таква да не може да гарантира, значи дека имаме, навистина, помоќна сила од тие моќници. Инаку, да не се моќни толку, што и да може некој да каже со што би загрозил некого, ако немате моќ, попусто, што не можете ништо да му направите. Но ако ситуацијата навистина таква, тогаш сериозно прашањето околу моќта на институциите, на системот, или кој е помоќен. А ако се тие помоќни, тогаш навистина сериозно прашање и крајен момент да почнат работите да се средуваат или веќе не можат нито да се средат. Ако имаме ситуација да моќниците можат да направат се. Дури и во оние сфери, во оние институции на кои им е обврска да ги заштитат и кои се само за таа намена, тие да го демонтираат тоа, да го нарушат. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Да, ве слушам, повелете, да, вие сте, добар. Да, е вака. Повелете. Кога ова го слушнав денеска дека тамо нема сигурност за господинот, кој е осомничен, и сега се прашувам ја вака лично. Во цел свет, се што може да загрози околина, луѓе обични, држава, било што, и во пресуди кои ќе се добијат, луѓето ги носат во затвор. Како најбезбедно место, мислам место од каде што не може да причинат некои други незгодни работи за околината. Ниту да избега, ниту некој да дојде да му упадне. Тоа е во цел свет и кај нас е така. И сега јас сум збунета. Ако овој затвор е несигурен, значи има потенцијал, како што кажуваат, бар што слушаме, дека има можности да губиат човекот, да го ликвидираат. Стварно е загрижувачки. Никој не заслужува да оди у затвор, у притвор и да биде убиен. Меѓутоа, јас сега вака се прашувам. Сега кога го ставија во зграда, гледам према ова телевизија што дават, човекот живее во зграда. Дали они не го загрозуваат, не ја загрозуваат цела зграда станарите што живеат тука? Па да, ако се тоа толку силни моќници што би влегле во затвор, може ли да минираат зграда цела? Е, точно тоа, господине водителу. Мислам, не се смеам. Тоа ми се наложи као прашање сега. Јас сум загрижена веќе за луѓево, за станарите во зградата. Значи, ако загриженост од вакви идеи, да. Ако некој решил да го убие, тој ќе бомби ќе стават, ќе отидат ѓаба на непотребно недолжни луѓе. И ја апелирам до станарите од зградата да си побараат заштита своја лична. Се грижам за нив, верувајте ми, се грижам за нив. И овој наш затвор, ако не е сигурен, тогаш нека ги пуштат сите затвореници. Значи, сите не се сигурни тамо. Така. Толку за мене. Процентот сега беше 2%, јас за мене од денеска со факти, не перцепција 0%. Ви благодарам, поздрав, повелете во друга прилика. Добар ден кој ни е следен. Добар ден, повелете. Дали имаме некого, повелете? Добар ден. Се слушаме ли со некого, повелете? Се слушам. Да, вие сте, ве слушам, повелете. Први пат се јавам. Добре дојдовте, се радувам. Се надевам дека ќе биде со добро. Јас сум од Куманово. Повелете. Може ли ван тему нешто да питам? Повелете, да, ве слушаме, сите ве слушаат. Две пензии сум, јас сум пензионер. Две пензии сум у минус. Може да зему пензiju 19.850 ми е пензија. Може да зему некој динар. Така, но не го знам вашиот случај, еве, може би да се јавите кога е слободна тема. Или, ете, имате телефонски број 074-2040-00. Кај колегата кој може да ве сослуша 074, значи 204-000. И да му го изложите проблемот за да видиме за што станува збор, па секако тоа и ќе го
обзнаниме или продискутираме, ако едноставно нема доволно време за да воопшто слушнеме за што станува збор. Нема ниту ете пратениците денеска тој предлог за минимална плата, гледате кога е било изложувано тамо, дали стига за геврек и така натаму, имало дофрлања за маслинки, дали и така натаму. Но добро, тоа веројатно сте го слушнали или ќе го слушнете, толку повеќе ете причина повод да останете и со Централниот дневник во 17 часот. Да видите како ете сериозно работат, ете чувство за хумор и ете за позитивност, сите да не насмеат, нели? Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Повелете. На патем не помина секако тој предлог воопшто. Мислам, тоа и беше јасно. Ало? Повелете, ве слушам, да. Добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас, се слушаме, повелете. Чест ми е да се јавам во вашата емисија, господин. Ви благодарам, ете, и јас имам обврска да ја оправдам таа Господин Исо, доверба. јас пред година и пол или две, реков една работа на овие наши говорни емисии дека македонските елити не знаат кога албанците пукаат со чори фишеци, а кога пукаат со боева муниција. Значи, не се способни да го тоа научат. Не ги бива. А зашто не ги бива? А тие македонските денешни елити, зборувам за тие што се чувствуваат македонски по етникум, значи, не ги бива. Тие си ги уништија своите водачи и сега со нивната просрпска идеологија си играат македонска држава. Не оди така, бре, господине Исо и браќа македонци. Инаку јас сум македонец, македонски патриот, државјанин на Македонија, немам български пасош, но потеклото ми е българско. Нека знаят сите до еден. И многу мои дедовци се убиени и од УДБА и од српските служби на времето после Првата световна војна. А Мицкоски сега нека размислува Мицкоски дали ќе биде слуга на Вучичевците или ќе се врне назад на идеологија. Така, истече времето, благодарам, ве поздравувам, благодарам што сте со нас и ете во друга прилика ќе се слушнеме. Повелете кој ни е следен. Исо, добар ден. Да, се прекина, повелете, почнете веднаш, се слушаме. Видите, кај нас све мањка, сите министерства играат исто оро. Дали е судот, дали е економија, дали е здравство, дали она, сите се укашкани во сите пори за грабанац, така го викам. А овој болгарино што се јави претходно, и беше јас сум болгарин. Зошто не вика бугарин? Затоа што тој болгарот, што рекол... Но речека е македонец, туку е по потекло сега. Да, ама рече болгарин. Нека кажи тој татарот, што се викал по име Булгар, и рекол од денеска ќе правиме држава булгарска. Значи, татарите преминале во булгари. И тие не може да бидат никогаш македонци. Татари ќе си бидат. Вучичевци, што им сметат, Вучичевци се број еден во светот. И многу нешто, србоманите вака, србоманите така. Камо да се булгарите како србоманите да живееме исто, не би било ова што се случува денеска. Одбегнам малце што се однесува за судов. Судов треба ветинг да се направи да се очисти од корен. Од корен. Затоа што то све е подмитено, све е забегано, никој не знае, како да речам, правосудство не знае што е. Суд не знае што е. Се допрашуваат што направам сега. Ова што е, не го знам. Она не го знам. Овако појма немам. И тој сакате да дава одлука за
притвори за ова зона. Тоа треба чистење од корен. Како некој нива кој се чисти од трње. Троскот и така, да. Пира. И повелете, добар ден, благодарам секако. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете, се слушаме по подолго време. Последниот пат кога се јавив, немав никаква намера вас да ме навредам. Кога... Јас мислам прв пат се јавувате денес. Никаква намера вас да ме навредам со тоа почитуван водител. Аха, добро, вие мислите од пред некој време. Да, јас мислев денеска дека сте себе. Да. Видите сега, тој змајчеко, тој словенецов што вика ВМРО ги ставиле туи неписмените во владата, да му кажам, ама и вие треба да реагирате, и вие треба да знаете. Добро, кажете. Првата влада на СДСМ со тој беше 2002, 15 септември, и да не зборува, да не кажува лаги. Плюс, ова треба да го имате слушното Исо, дека АМБ, МВР и затворската служба кажа дека имале, дека им гарантирале за Груби да биде затворен во затвор, во Шутка. Дури му одредили и Македонец да биде со него во килијата. Да, така беше првична. Да, добро, првичната информација кога стигна. Тоа треба да реагирате кога лажат овие, другиве. Мислам дека обвинителството и судството толку ги подценија МВР, АМБ и затворската служба, ја не знам дали се свесни тие МВР, АМБ и службата. Какво подценување им направија обвинителите и судиите. Па зашо ни е таа полиција? Па ако не се способни, па нека се откажат од работа сите полицајци, АМБ, служби, се не... Па таму затворете тоа, бе, обвинителство, тоа е најголемите коштапи. Така, не доживеав како навреда она што мислевте од, има и 10 дена, но поентата е да не оди во навреда каква и да е. Затоа беше еден вид вашиот коментар карикирање на друг гледач, така да, а јас помеѓу. По однос на тоа почитуван и слично. Инаку, да, она што велите да реагирам, па не само дека реагирам туку и ги следиме постојано, еве и кога станува збор за ова. Работите во континуитет. Вчера, денеска во емисијата во Теки, еве сега очи во очи, по инаков аспект, и ако гледате, токму и работите се менуваат со голема брзина, па различни и опфаќаме аспекти. Во случајот е токму системот, односно правосудството, но и токму резултатите од тие реформи. До каде се, ако ни се случува тоа да не функционира принципот на еднаквост на сите пред законите, и ако не е така, поради што не е, кои се тие причини, влијанија и слично. Имено поднос на реагирањето, првичната информација беше таа и тоа и го дискутиравме вчера. Да, тој се чувствувал загрозен, па е ставен во келија со етнички македонеци и така натаму. За потоа, откако беше донесена одлуката, затоа мислам треба да се земе предвиди тоа дека неверојатно брзо во една прилика токму ми се чини Фатиме Фетај кажа со брзина на светлината. Ова навистина со брзина на светлината што е некако неспоиво за правосудните органи, особено нашите. И воопшто се тие тромија, особено кај нас гледате, имаме и прилика и Кочани и еден куп други предмети. И тоа ако е сосема ненајавено се појавил во 6:10 наутро и не ни преспал една вечер. Тоа се собрале сите, замислете, никој ни болен бил, ни отсуствувал, ни ништо. Подготвени сите. И обвинителство, и кривичен, и така натаму суд. И АНБ, и МВР, и се. Значи, одеднаш оркестрирано. Затоа елам се менуваат работите. Првично беше тоа, зашто вие велите дека не сум реагирала, што токму го дискутиравме вчера во емисијата во ТЕК. А потоа го дискутиравме ова во очи домашниот притвор. Зашто во образложението обвинителството токму го дава следното? А тоа е, цитирам, одлуката била донесена
по проценка на Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност, кои доставиле информации дека во притворското одделение не може целосно да се гарантира личната безбедност на осомничениот. Тоа е нивна проценка сега. Значи, јас нема што да не сум реагирал, ниту да реагирам. Го дискутиравме и тоа, проценката на осомничениот тогаш кога го сместиле првично, а потоа со брзината на светлината е донесена одлуката за домашен притвор и обвинителството ја образложува со тоа дека е направена врз основа на проценка на МВР и АНБ кои доставиле информации и понатаму оди обвинителството. Овие наоди биле презентирани пред судијата на претходна постапка, па поради што тој и се произнесол како во диспозитивот, што биете во таа правна терминологија значал, било употребено, односно му определиле мерка домашен притвор. Мислам, непотребно повторуваме работи кои мислам дека се познати и јасни, така да, но ајде ако имало дилема и ако вам ви се појасниле сега, реагирав и кажав, значи имаме реакција и од осомничениот, а потоа АНБ и МВР предочиле проценка на ризик до обвинителството кое заедно сето тоа му го предочило на судија на претходна постапка, кој тоа го прифатил и предложил домашен притвор. Повелете, добар ден, имаме уште малку време. Добар ден, Добар ден, почин до вас, повелете, да. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, повелете. Па ги почитувам јас не само вас и секој оној што ја почитува и Македонија и во однесувањето во овој дебатен клуб има интегритет во однесувањето, така да секој таков човек ќе го почитувам и не е тоа никаква навреда, нити иронија или сарказам, да. Да. Сега политички СДС приговара и Левица заедно со СДС, нормално тие се како братчи и сестриче сега во моментов. Приговараат дека притворот на Артан Груби бил некаков политички договор. Сега во ред. Еве да речеме дека е политички договор. Јас мислам дека не е, но еве да речеме дека е. Зошто СДС, кога беше во коалиција со ДУИ во тие наши македонски пеколни 7 години, зошто не се договори, како сега во баро што тврдат дека се договара, зошто СДС тога со ДУИ не се договори да изградат патишта, да изградат фабрики, да изградат болници заедно со ДУИ, или, например, да не се договорат, оти така велат, во кривосудството има такви договори. Во СЈ, со Катица Јанева, во тие пеколни наши 7 години, оти Катица Јанева не се договори со ДУИ, да кажат некои податоци од злостворства на ДУИ, Илија Пасиев, кој беше како стручен соработник во СЈ, да извадеше некоја снимка против ДУИ. Зошто таков договор нема? Или да речиме, крив е обвинителот или судијата што процесуирале ваков или онаков начин. Се сложувам дека се криви затоа што е нарушено уставното начело за еднаквост на граѓаните. Но зошто нема преставка против тој судија и против тој обвинител? Било од која страна? Нека се поднесе официјална, па макар од министерот за правда, нека се поднесе преставка. Да, и формална макар да е. Веќе истече времето. Благодарам. Поздрав до вас, со почит, секако во вистинска смисла, без двоумење, без иронија, сарказам и што и даете да нема забуна. Не со вас туку таму каде што има, секако не ни имало никогаш со вас, да бидам прецизен. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Вака мислам дека не е фер повтор пат вака, ама знаеш како, или ќе играме по темите, или сами си ја рушиме емисијата. Не кажете, сигурно имате, да, јасно, некоја реплика или да. Не може ние на секое Скопје 2014 и лозијата, или наеднаш овој шпицни опливач, уште не изваени конците од цревата, да почнеме со враќање, ето вон темата. Истото вон темата. Абе, пријателе, овој е дојден назад за да кажи нешто. Овој не бега за да не кажи. Па тоа да се обидеме да размота. Ако има некое влијание, дали почнува влијанието тоа да се врати? Па почнува нормално. Или случајно дошол, да, па овие изненадени. Како сега најнаш ВМРО се договориле со Груби. А вие кога се договаравте со Мијалков за да го смените името, па Мијалков е клучниот играч на промената на името на ова држава. Без Мијалков вие не можете да ги обезбедите тие 8
пратеници. Кога Мјалков ви бегаше, вие коси корневте. Кај е човекот? Хаос беше во државата, хеликоптери летае. Зошто? Ви беше страв дека ќе ви избега се од контрола. Значи тогаш можело да се договарате. Сега не сме никој недопирлив груби. Или играте по правилата и да разговараме машки за оваа ситуација во државата што се случува, или немојте да користите минутите за да вреѓате лични навреди кон некои политичари. Баталете то личното, да изборете, ево имајте теми тука, она што сте родени злобни и такви, друг пат користете го дома, имате куќа, фамилија, зборајте си тие лоши работи дома. Немојте тие најместите работи и префрлате на политичарите. Ако имаш нешто паметно да кажеш, овде кажи. Немојте цела фрустрација како она што и кажа толку станови во Виена, толку хациенди, Така, благодарам ве, поздравувам, да се добидеме имено токму тоа, да добиеме одговори на многу прашањата. Во случајот и тоа како многу има одговори по однос на ова, не е само така некоја деловна, мислам, предмет за некоја проневера и така натаму. Туку е навистина од висок профил и фокусирањето токму за да од тоа дали ќе се фокусираме и ние, институциите, и дали ние ќе покажеме сериозност за тие, исто така уште посериозни да бидат, или да станат сериозни ако биле несериозни, од сето тоа зависи и дали работите ќе станат подобри. Токму во зависност од тоа дали ќе се идентификуваат, детектираат, ако ги има, веројатно ги има, висок профиле. И секако ако се потврди сето тоа, значи да е реално. Ако е политички, со политичка заднина, исто така е, значи, повторно влијание и злоупотреба. И така натаму. Затоа, велам, треба да се даде придонес и влијание во поставувањето на работите во вистинска смисла, да тој принцип не само на еднаквост, туку прво на примена на законите да почне да важи. Односно злоупотреба на законите со тоа што ќе има одговорност, за да другите ги применуваат, да знаат дека ќе одговараат и тие, а понатаму и тоа правило на еднаквост, дека нема да има привилегирани. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете ако се слушаме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, да, ве слушам. Вака, господин Исо, една забелешка. Да, кажете. Не злонамерна, не со некоја намера не се сомневам, да. Значи, апсолутно, целта ми е како е можно во секоја ваша емисија, редовно гледам дали некој ќе се јавам ретко, али еве ми натера нешто да зборам две реченици. Прво, поединци, како успеват секој ден, и во првата, и во втората емисија да добијат, редовно добиваат, и некои добиваат како реплика, изнервирани од некои претходни. Што не е добро. Мислам, тука можете многу едноставно да го... Неќам да ги цитирам, да ги именувам, не е добро. Тоа Не, јасно, добро. И ми не следат сите, можат да препознаат и така да не... Затоа што, видите, се гледа некоја нервоза кај поединци кога се критикува нешто, па секој има право да критикува. И не мора сега повратно ние одма тој претходник оваков, таков, онаков и не. Од вас барам, ќе ве замолам да објасните нешто. Апцењето на Љубе Бошковски. Да го споредите со ова на Артан Груби. Не викам кој е крив, дали е крив, не сум судија, тоа судот ќе докажи. Нешто измеѓу да направите на паралела вака. Така. Па понатаму како ќе оди, што ќе оди, не му мислам на никој лошо. Емисијата ви е супер, имаме доста интересни работи. И второ, може да биде и уште подобра, токму е тој врз основа на забелешки. Вака, некои забелешки. Да. И второ, колку е толку важно да апсењето на групи. Човекот е виновен, не е несен. Илјадници луѓе не добија покачување на плата. Нашите патриоти, немој никој да ми замери, сите ги сметам за патриоти, загрижени за некој апсење, а дека стотици илјади луѓе не добија парче леп, е жалост. Благодарам ви. Благодарам ви, поздравувам. Ма знаете, може би е посимптоматично што немаше сериозна дискусија. Како што обично за тие работи кои не поминуваат или поминуваат, не знам,
нивни плати, финансирања и така натаму, тука се знае однапред. И скратена постапка или што знам иницијативи за патни трошоци и така натаму. Нема воопшто иницирање на дискусија, нека не помине или нека помине како и да е, но барем формална некоја процедура. Тоа е она што најблаго кажано иритира. Затоа, дури затоа и спомнав, имаше и навистина непримерени однесувања. И тоа е разликата тука, се знае дали е, не знам, иронија или не, а што, а маслинки и бурек имате или немате, а што е навредливо тука, а од друга страна, а што не е навредливо. Кога зборувате за некој кој, не знам, дали може геврек или така, наспроти тие што поставуваат прашања, што можат и што си овозможуваат. Ете, стигна време да завршиме, тоест немаме повеќе време. Благодарам за забелешките, ќе ги имам секако предвиди, се надевам дека ќе помогнат да ги поправиме работите, а бидат уште подобри во нашата комуникација и ефектите, резултатите кои произлегуваат од овие дискусии, како од ваша страна, така и од моја, за да биде сето тоа заеднички и природно и токму како што беше и темата по принципот на еднаквост за сите, а не некој да е повеќе или помалку или привилегиран или да му е ускратувано. Од режијата веќе опоменуваат дека мораме да завршиме. Имајте пријатно попладне. Тоа барем мораме да го направиме сега, да завршиме и ви посакувам пријатен ден. Довидување.